Создавањето на Версајска Европа со многу национални и територијални нерешени проблеми со малцински прашања, ја принуди конференцијата овој проблем задолжително да го реши во рамките на политички новосоздаденото статус кво во Европа. Принципот, што беше прифатен за решавање на малцинските проблеми што постоеа во многу земји во Европа, беше принцип за почитување и признавање на малцинските права во рамките на постојните новосоздадени држави. Исклучок од овој принцип постоеше во мировниот договор со Бугарија и Грција, кои го прифатија теоретски принципот на почитување на правата на малцинствата, но со можност и право на иселување врз така наречената доброволна основа на така наречени бугари од Македонија, бугари од Западна Тракија и Грци од Бугарија. Ако во периодот 1912-1919 година грчката влада се стремеше да го реши прашањето на македонското население од егејскиот дел на Македонија со воени средства по 1919 година, по Нејскиот мировен договор ова прашање се решаваше со политички средства, со што грчката држава, користејќи ги поволните политички услови, постигна големи резултати во правец на еленизирање на егејскиот дел на Македонија. Спогодбата меѓу Грција и Бугарија за така наречено доброволно иселување на населението сушност беше само еден меѓународен договор, под кој се криеле размерите на вистинскиот геноцид што го доби доброволното иселување на македонското население од егејскиот дел на Македонија. Зашто најчесто наводното доброволно иселување секогаш значеше присилно прогонување на македонското население од страна на властите. Македонците беа истерани од нивните домови, од имотот и беа ограбени од страна на грчката држава. Нивниот имот им беше подарен на бегалското грчко и негрчко население дојдено од Азија, Европа, Америка, Африка и Австралија, со желба да се измени етничкиот состав во егејскиот дел на Македонија. Грчката власт, преку политиката на терор што ја спроведуваше, создаде атмосфера на страф и крајна несигурност, и така македонското население беше принудено божемно доброволно да се исели во Бугарија. Теророт во Воденско, например, зеде толкави размери, што во писмото што го испратија воденчани до македонските братства во Бугарија се велеше дека маките што ги трпат само историјата може да ги опише. Поради секојдневните малтретирања и поради фактот што македонецот не беше сигурен дали ќе го види утрешниот ден, голем број од македонското население беше принудено да емигрира и да бара спас во Бугарското кралство, во Соединетите Американски држави, Канада и во Австралија. Во услови на непрекинат притисок во периодот од 1913 до 1928 година, беа принудени да емигрираат околу 86.000 македонци, што представува 28% од целокупното македонско население, што живееше во егејскиот дел на Македонија во 1913 година. Во Лозана, меѓутоа, беше создадено едно ново меѓународно правило. Општо признатиот и прифатен принцип на почитување на малцинските права во рамките на Грција и Турција беше отфрлен како неприфатлив и се прифати принципот на задолжителното иселување на населението меѓу Грција и Турција, тоест протерување на сите турски граѓани од нетурско потекло, според црковната припадност, од страна на Турција и протерување на сите грчки граѓани од негрчко потекло и со муслиманска црковна припадност од Грција. Според договорот во Лозана од 1923 година меѓу Кемал Ататуркова Турција и поразената Грција, се предвидуваше задолжителна размена на христијанското население од Турција и муслиманското население од Грција. Иселувањето на христијанското население од Турција и мусулманското население од Грција
Како што правилно констатираа членовите на Друштвото на народите за колонизирањето на христијанскиот елемент во Грција, представува голема новина во историјата, настан без преседан во историјата на миграцијата на народите. Грчката влада разви широка политичка активност за враќање на грците во татковината. Голем број грци или нивните потомци врз основа на Јус Санквинис од грчко потекло се вратија во Грција. Врз таа основа во Грција, главно во егејскиот дел на Македонија, дојде население од грчко и негрчко потекло што живееше во Азија, Европа, Америка, Африка и во Австралија. На тој начин во егејскиот дел на Македонија, како резултат на така наречената внатрешна и надворешна грчка колонизација, само во периодот од 1913 до 1928 година беше колонизирано вкупно 620.000 население различно по потекло, јазик, култура, обичаи и традиција. Истовремено, врз основа на Лозанскиот мировен договор, во Турција беа протерани 40.000 македонци. Грчката држава, покрај така нареченото доброволно и задолжително иселување, ги користеше и сите други можности што придонесуваа за намалување на бројноста на македонското население во егејскиот дел на Македонија. Една од тие можности беше и неприфаќањето на македонците при враќањето во татковината, а кои заминале во странство пред и по 1913 година. Ова е население кое од економски причини заминало во Европа, Америка и ја сочинувало така наречената економска емиграција. Овие луѓе биле запишани во посебни книги и строго им се забрануваше враќањето во земјата. Илјадници лица од егејскиот дел на Македонија побараа враќање во земјата од грчките дипломатски представништва, но беа одбиени, зашто за нив не постои ни татковина, ни семејство, ни што и да е друго. Најцрните денови, најтешките денови за македонскиот народ од егејскиот крај на Македонија беа времето, па и за грчкиот народ, времето на диктатурата на генералот Јанис Метаксас на 4. август 1936 година. За ова време дојди на израз и физичкото истребување на македонскиот народ. Од една страна, со хиљади наши синови се праќаа на првата линија на грчко-тројанскиот фронт за да гинат и да бранат грчката независност. Од друга страна, нашите татковци со хиљади беа пратени во логорите на смртта. Ова време беше црно време. Јас во тоа време бев член на Комунистичната партија на Грција, а бев и член на организацијата Македонска ВМРО. Со налог на Окружниот комитет на Комунистичната партија на Грција бев испратен како илегалец да работам во град Кожани. Во град Кожани работав 2 месеци и пол илегална работа, додека после тоа ме откри грчката специјална полиција која се викаше Идикеа Свалја и одма ме однесоа во најцрните и најтемните подруми во град Кожани. Тука почна трагедијата. Тогаш во тоа време Метаксас употреби такви средства, такви методи за физичко истребување на македонскиот народ, па и на грчките прогресивни народ, особено на комунистите. Имаше методи такви што не може да измисли човечкиот памет. Прво ставаа овие спици во ногтите, потоа јајца горешти под мишките,
Потоа имаше да ти дадат солена многу риба, да ја јадиш, за да имаш жега голема и да не знаеш што да правиш. Јас и памтам ова трагедија, осеќавам на вие тешки моменти за 3 случаеви што ми направија во град Кожани. Прво ме кладеа на пушка, ме стечеја гол, ме ставија нозите на пушка и джелјатите маваја со сета сила по моите стапала. Нозите ми направија од 41 број на 81 број. Ни чел можеше да се влезе, ние да стапнеш на нозите. Потоа употребија рецинво масло. Дојдоа 3 джелати на другиот ден, донесоа околу 100-150 грама рецинво масло, ми кренаа главата и ми отворија уста и ми го ставија шишето со рецинво масло. Потоа ме седнаа на мраз, гол, да седам и тоа беше уџас. Ме држеја, ме маваа по глава, по секаде, да не станам од мразот. 24 сати не знаев дека се наоѓам. Тој момент ми беше на мене јас да се самоубијам. Во периодот на Втората светска војна, македонците масовно учествуваа во антифашистичката војна, придонесувајќи во заедничката борба на народите за прогрес и за нивната национална и социјална слобода. Но по договорот во Варкиза од 12 февруари 1945 година, грчката емигрантска влада, што ја преседе власта со помош на Велика Британија, почна една политика на бел терор против грчките прогресивни сили и особено против македонците. Кога во 1945 година се растори Народно-ослободениот фонд во Грција, презеде реакцијата власта и растори сите негови цверови по села, по градови и таму, и фатваја секој учесник што беше во борбата, го тепаја, стрелаја, затвореја и што не друго. И повеќе може да кажеме по македонската страна. Сакаја да ги чисте со секаков начин. Тука беме и ние жертви во нашето село, кога еден ден се обикули, дојдоа ме фатија мене, не однесува во милицијата во Папли. По отсудвањето не турија во една затвор Реджи, што се кажа во Мери. Таму затвор немаше никакви услови, ни вода, ни канализација, ништо. По цела година таму мачење, преку све влегуваа и тие зеваа луѓе, тепаа и некој не се вратија иш, каде и за некоја тоа не се знае. По една година време дојдеа камионите на товарија, не однесува во Халкивики, во еден полуостров Касандра, што се вика. Таму има една земјоделска апцана со 3000 души, сите македонци. Кој согласуваше да работа таму на земјоделието, оставаше да работа. Кој не можеше да остане. Како така, во 1948 година, дојде еден брод од Солун, нетоари не однесе во Едикуле. Во Едикуле апцана полоша може да е во светош, а нема. Таму седиме цел месец, пак матретирани, тепани. По месец време нетоарија не растоарија во пристанишчето на морското пристанище во Солун. Таму чекаше брод танкер со други нови фатени македонци, костуријани, леринци од таа страна нашата. И нас не турија внатре и тргна бродо, и дења и ноќа. Патува, којто не знаеме каде. Седе се најдове во едно суво островче, кој немаше ни живот, ни вода, ни ништо. Тука матретирањето не се докажува, можеш да умреш. Само така можеше да се спасиш. Кога стигна војста 1945 година од Кајро, почна големо прогонство на славомакедонскиот народ од таа војска. Тогај нашите бегалци или нашите илегалци формираа групи на нов. Ја учествував во тие групи како припадник на нов со оружје и 1945 пролета отидов во групите, а во септембр
се фати на една засада во Пајак. Ма затворе од тогај и од тогај доре до 1964 29 април ма држија во затвор. Бе во затворите Воден, во Солун, во Једикуле, во Јура, во Закинто, во Егина, кој од таму и се ме ослободија. Во тие затвори мина многу лоши моменти. А кога ма фатија, првото прашање му беше нали, што е нов. Да му кажам што е нов. И кои ми се моите организатори и со кого се работувам. И после видеото не може да извадат ништо. Праша што си речи. Македонец му кажам. Како македонец речи? Грк. Јас сум слово македонец, којто ме роди слово македонка мајка. Не речи, ти си грк. Сум грчки подавник, му викам. Од таму ма затворија ма занесува во Водин. Од Водин ма држа таму некои 7-8 месеци, ма занесува во Јура. Во Јура таму имаше многу големо малтретирање. Кога ме носеа од Аверов за Јура, во бродот ме имаа врзано сите и јако бродот дади сигнал многу пати за спас и капетанот наредуваше да ме одврзат, оти садавиме, не ме одврза. Ако отидоме на Јура таму на едно риче, што ме растоварија, којто тоа риче го викат риче на Голгота, каде што го бесиле Ристо што го заковали. Таму ма причека многу добро. Се наредија од секоја страна по 100 милицајци и 100 чувари и со едни од бамбус едни држали на удри каде стигне на нас, кога излегваме од бродот. Што имаме во раци, се изфрлиме и се ми ограбија. Почна редовниот живот таму во логорот, да носиме камеина, мавање, тепање, беседење на смокви имаше, што не. После во Јура имаше лоши моменти што доживев јас такви моменти. Има направена една провокација таква, кај што го провеме затвор таму, едно риче беше, го ископаме цело, го изворам како гази баба, го изравниме цело. Таму има оставено шмајзерите, а чуварите удри по нас. Удри колку можат да носиме камеина и да мават по нас. Само и само тоа беше провокација за да се викнеме или да удриме некој чувар, па да удат да ме истепат. А организацијата наша имаше наредено така, колку да мават нема да кренете ракави и да удрите. Зашто они то сакат, само и само за да ме истепат сите. Кога искочи од затворот, и во селото па бе под истрага. Каде оде, се двојца џандари мора да идат по мене, зашто бе под услов пуштен и како и сите другари, а ние македонците највише се следехме. Кога се вратиме од затворите, преку све 20 години затвор што беме, тие веќе не беа уште доволни со тоа. Со законот што постоеше можеше да те фати, да те интернира каде сака во друго место, ама поединечно. Тука беше забрането за нас, немаше да излеземе од градот ниту 100 метра. Тој беше терор. На полицейски дом ме пресекаеше со зборовите. Добродошла болгарко. Јас му рекол, не сум болгарка. Вели, шо си, македонка. Вели, сигурно си ти срекна што си горда што си македонка. Да му, веле, горда сум. Вие зар не сте горди, што сте горди. За тази бисмелост ме поплати и почна да ме тепе толку многу што пана на безфес. Ме долекува на келијата, ми пушчија струја. Ми се растрепери снагата и мозокот. Еден месец ме мачија таму да се откаже од партијата од Македонка. Јас не се откажа и така ме долекува затвор на Јане на Ипир. 56-та година ми поминаа по военен суд. На судот ме обвинува като агент. Јас му рекол, не сум агент, ама ме судите зашто сум македонка и партијка. Еден од судиите ме прашаше, што си по националност, 3 пата ме праша. Јас му одговори македонка. Тога главниот судија му потврди. Што ја прашаш толку пата, нели ти одговори веќе првото? Така вели да ви публиката, со каков корав тип имаме работа.
Веднага ме врнаја след суду на Централните женски затвори на Аверов. И таму истото ми саке. И зашто не праве ништо, ме пуштиле в специјален затвор на психијатријата. Таму 4 години ме малтретираа ужасно. Ми посакаа да направам отказ од партијата од Македонка и да се ода дома. И јас молам не се откажа од партијата од Македонка. И така почнаа да ме тепе толку многу по главата и по стомак, што пана без сознание. Кога дојдем себе се му рекол, ви од фашисти ли чекам подобар однос. Ме врзаја, за тази мисленство ме врзаја за кревот со двете раци и 48 часа ме држаја неподвижно, без вода и без хлеб. Сетне ме отврзаја и ми направија 2 инjекции на бутовици со киселина, со оцет. Што боле е ужасно, се подуе бутовици се даја като грудки. На тоа болно место ми кладоја още 60 инjекции, што боле е ужасно. Почне да пише печатот. Колку пише печатот за малтретирано и за целта на тоа малтретиране, толку повеќе ме мочеја. 64 година дојде на власт Папандреу. Многу од затворниците излегоја. На мене ме свалија на 9 години. Бе слободна. Слободна, но за винаги што стаи здравието и младостта на келиите на лудницата. Без слободна, слободна, без здравие, без кашча, без работа. В 1974 година така се дојде Социјалистичка република Македонија. Јас сум горда што сум македонка. Ми е многу убаво да се наричам македонка. По поразот на Демократската армија на Грција во 1949 година, 60.000 лица, од кои 30.000 македонци, беа принудени да емигрираат во источноевропските земји. Во тие земји за нашите деца беа отворени посебни детски домови и училишта. Една од тешкотиите со кои се соочувавме беше тоа што немавме доволно учебници и прирачници. Ретко се наоѓаше по некоја читанка и граматика. Затоа ние учителите текстот го пишуваме на таблата, а учениците го пишуваме во своите тетрадки. До 50-51 година во училиштата се изучуваше правилниот македонски литературен јазик, се служевме со граматиката на Кепевски, издаден во Скопје. Се обративме до секретаријатот за информации во Скопје, за да ни помогне со учебници и други помагала. По кратко време, од Скопје стигнаа веќе пратки со книги, весници и друга литература. Ние како народни учители сторивме се што можевме. Работевме со љубов и жар. Нашите деца ги запознаме со минатото и традициите на македонскиот народ, со историјата, обичаите, песните, со преродбениците, со илинденските револуционери и илинденската епопеја и со одлуките на Авно и Асно. Морам да истакнам дека децата со голема љубов го изучуваа својот мајчин јазик. Повеќе од нив стана добри патриоти. Некои завршија висши и високи школи. Голем број од нив веќе се вратија во Југославија, во слободниот дел од својата татковина Социјалистичка република Македонија. Сега, на крајот на 20 век, векот на вселената, освоив на вселената и на електрониката, ние македонците од Егеј со крајна Македонија немаме право да одеме во нашиот роден крај и да запалиме свеќи на нашите мајки, на гробиштата на нашите мајки и татковци. Тоа е уџас за нас македонците.